принесе накратко перспективата 2020, која всушност беше во функција на ова што е сега и што проблематичните места, би рекла, од стратегијата, односно местата на можни подобрувања во стратегијата, кои сепак ќе обезбедат, ќе ги имаат овие референции што Лидија ги спомна, ќе ги имаат предвид и ќе ги вратат одредените решенија кои беа потргнати во овој процес на консултации. Тања, повели. Фала. Ајде јас да продолжам кај што Лидија застана со европски интеграции. Не е само и новата ИПА, туку јак аргумент кој што го спомнав ви на јавната расправа во собрание е дека граѓанско општество и граѓански диалог е дел од политички критериуми, тоа експлицитно писан од стратегијата за проширување од 2007. Ако ние немаме аки за граѓанско општество и нашата мрежа, кој што јас раководам пред 2 години, организираме една дискусија со колегите во DG Enlargement, токму на таа тема ние ги предизвикавме дали треба да има аки за civil society. И сакам да кажам, таа го предизвика интересната дебата, но што сакам да кажам, дека и ти размислуваат о таа насока и некои од нив дури тврда дека имаме аки после Лисабонскиот договор. Што сакам да кажам, не е само поради парите, не е само поради ипата, туку државата која што се заложила или тргнала на пат на европски интеграции, тоа е за нејзе дел од критериуми кои што треба да ги исполни. Значи, развој на граѓанско општество и граѓански диалог е дел од политички критериуми за членство на една држава и секако да се дел од политички критериуми или да се дел аки, секоја има свој плюс и минус. Ако си дел од аки, значи имаш стриктна листа на работи што треба да ги одработиш, но ако си дел од политички критериуми, тука секојаш постои можноста за политички притисок, за повисок степен на барање или важноста на исполнување на тој критериум. Сега зависи во каков момент и во каква ситуација се наоѓа одредена држава и за што би значило дали е подобро да се дел од аки, тоа е и дел од политички критериуми. Ако ме прашате мене, јас мислам дека е многу подобро да сме дел од политички критериуми. Но не се сакав да потсетам дека во дел на евроинтеграција, значи не е само поради парите, туку е и за нас битен аргумент што секојаш може да го имаме не само пред владата, пред државата и пред институциите, дека дел од развој на граѓанското општество и граѓански диалог е дел од обврските што треба да ги исполнеме да станеме дел од да станеме ЕУ членка. Од тука праксите во регионот и пошироко во Европа имаме многу различни пракси со стратегии. Во земјите кај што имаме стратегии, кај што тие се исполнуваат, кај што тие се реализираат, значи, кај што тие широко биле консултирани од страна граѓанско општество, кај што дошле како почеток, појдовна точка на подобрена соработка меѓу сектор и владата, односно институции на и министерствата, имаме земји и примери во пошироко и по-блиско соседство, кај што такви документи дошле многу подоцна. Мислам дека во нашиот контекст една стратегија е битна, или ова стратегија битна, е пред се за нас како граѓански сектор, како што ти го наречете, како патокас, или за нас да биде како темел камелник. Пример, во Хрватска веќе во моментот имаме или тргнале на пат да прават втората стратегија. И таму првата стратегија, мислам дека има високо ниво на исполнетост и задоволството на очекувањата на граѓанскиот сектор. И мислам дека таму таа добро функционира, бидејќи таму имаме цела една институционална поставеност кој што си функционира, системот си функционира како што е. Ама еве еден друг пример од Србија, кај што после 9 години заложби, граѓански организации издействуваа нов закон, Задруженија мислам дека имале 4 или 5 предлози закони и 9 години поминала, но од пред 2-3 години колку помина, си имат закон кој што и граѓански организации ги сметат дека е добар за нив и е овозможувачки. Пред година и пол владата на Република Србија конечно донесе уредба за успоставување канцеларија за соработка со граѓанско општество, кое што е на исклучително високо ниво, слично како хрватското. Во рокот на една година кога е што е назначен директор
патем и директор и поставеноста на канцеларија и надлежностите на канцеларија е во рамки на тоа што и граѓанското општество и организациите во Србија се залага 9 години исто така. И самата персона кој што е сега директор поставен беше човек кој што граѓански организации ги прифатија, односно ја смета женско, ја смета дека таа е таква личност, има доволно искуство, значи го задоволува профилот кој што го смета дека и граѓански организации, не само политички и другите сите кои што тој човек морал да го помине. А тамо свесно и канцеларија и организации се одлучиле дека овој момент нив не им треба стратегија. Дека може да се функционира без стратегија и дека сака да се фокусират на други парцијални мерки, како што е подобрено транспарентно финансирање од страна на државата. Тоа е една, например, од работи кои што сега повеќе се бават, и од другата страна, например, вклучување на граѓански организации во ИПА програмирање преку еден структуриран начин кој што они го викат СЕКО, ама тоа е сега друга тема. Што сакам да кажам? Значи, имаме два примери, кај што имаме стратегија, имаме отсуство на стратегија, значи планско отсуство на стратегија, и имаме напредоци. Што сакам да кажам е следно, дека според мене и моето искуство и моето видување, на стратегија не е битна. Меѓутоа, да очекуваме дека таа ќе направи чуда, не, но може да е темел камелник и да ни отвори пат за да продолжиме нашите клучни барања спрема владата, а тоа се формирање на Советот, издигнување на оделение барем на ниво на сектор или агенција, канцеларија, како и да се вика, и мерките поврзани со финансирање, веќе спомнатото институционална поддршка и кофинансирање на ЕУ проектите и обврзувачки акт за транспарентно финансирање од државниот буџет. И тоа се токму тие 4 работи што од предлог верзија 15 и тоа што го видаме на јавна расправа на 27 е променето. Јас тука би додале и 2 работи кои што ние како граѓански организации би требале да се ги бареме. И тоа се минимални стандарди за конзултирање во процес на подготовка креирање политики, кој што е познат стандард од 30 дена за конзултација. Мислам тоа сега не е стратегија. И на крај закон за лобирање. Никој не го спомнува. И во првична, значи тука немаме промени во верзијата поранешна, и на 27 имаме подобрување, разгледување закон за лобирање. Имаме забелешки, мислам 3 години, може би Ирена ќе ме коригира поред во прогрес извештајот, ама и ние као граѓански организации тоа не сме го чепнале. Поради XY не знам причини, тоа не е битно, меѓутоа што сакам да кажам? Мислам дека е битно да овој состанок се фокусира на што ние сакаме да бараме, затоа што за мене на 27 расправа беше да побарам повеќе задолжителни мерки, а кога го отворам на маса предлог, затоа што и мене како иницијатор на јавната расправа беше кажано 30 минути пред тоа дека оствари немаме терминолошки промени, туку имаме суштински промени, да бараме да се сконцентрираме на тие мерки кои што нашни се клучни, да евентуално додадеме некои други клучни. За мене, еве јас ги спомнав двете, закон за лобирање, темелно нов закон, промена како и да е, и минималните стандарди за конзултација во процес на креирање политики, да се фокусираме тоа. Затоа што сите мои колеги од ЕУ земји членки, тие што скоро станале ЕУ членки, ќе ми кажа и веројатно вас ви кажа, значи нашите 5 минути се сега. Дали ние стоиме со интеграција или идеме fast track, како и да е, сега ни е 5 минути, пошто кога еднаш влезеш во Европска унија, никој веќе не го интересира развој на граѓанско општество, во смисла на политичко притисок, на смисла на итноста на работењето. За една недела ќе почна диалогот на високо ниво, како што сите знаете, доаѓа комесарот Филе. Тоа ќе биде висок диалог на ниво премиер со комесар. Значи се отвара интересот, фокусот ќе биде на поглавите 23-4, но сепак, значи се дешава тука нешто со ЕО наша интеграција или се отварат некои нови моменти. Јас верувам дека тоа би требало, тие нови обиди за потекнување, значи би требало ние како граѓански сектор да ги искористиме. Да ги искористиме не само за обичен вишлист, креирање на вишлист, туку креирање на priority лист. За мене тоа тие 6 работи што ги спомнав, значи да ги вратиме, барем да ги вратиме 4 клучни работи: институционална верка, обврзувачки акт за транспарентно финансирање, формирање Советот, издигнување оделение,
како што го имаме во драфт на 15.2 и додавање тие мерки, еве јас предложив 2, ама тука сега нормално останува можност другите колеги да се искажат што смета дека е друго битно и да се фокусираме на тие, за да ги отвориме врата, да ни биде ово темел камелник на граѓанско општество у понатамошни години од институции да бараме до кај сме со како што сега за комисија за јавен интерес, до кај сме со тоа. Ајде да направиме евева анализа, еве ви ово еве, затоа што мора, ово е единствена прилика, јас мислам да си ги отвориме вратите, да ги конзумираме во наредните 6 години тие клучни прашања што ни се битни. Советот, значи одделение кои што ќе можат колеги да учествуваат на наши настани, кои што ќе можат да комуницираат со нас и нормално транспарентно финансирање за граѓански опсек како долгорочна одржливост на нашиот сектор, посебно организации надвор од Скопје. Фала. Да, благодарам. Почитувани колеги, тоа беше тоа што се обидавме јас на сите. Екстремно многу ви благодарам за спремноста на вака брзо да реагирате за овој придонес, за уште еднаш застанувањето, би рекла, на една линија, без разлика колку сме различни меѓу себе и по форма, по големина, по боја, да застанеме за оние работи кои се неопходно за нашето делување, а сакаме да останат како дел од ова стратегија која ќе го регулира следниот период. На сите учесници кои го потврдија денеска на присуството овде им беа испратени двете верзии. Се надевам дека многу од нив беа во различни прилики и дел од процесите на консултација. Ова што денеска на некој начин хајлајтиравме или подсетивме, мислам дека исто е во функција на вториот дел на ова наше време денес, а тоа е дискусијата од која би требало да излезат препораки. Ве молам, значи, сега времето, распоредот на времето ќе биде максимум 5 минути. Се разбира, тоа нема да се однесува на моментите кога ќе сакате да поставите прашање на некој од колегите, ако веќе ги има. За да, јас мислам дека 5 минути се доволни да човек покрие 1 до 2 важни аспекти или да каже своја препорака. Еднаш како ќе заврши ова, ние ќе имаме еден документ припремено кој ќе го споделиме после со вас на имейл и ќе бидете понатаму исконсултирани, освен писмено, како поинаку да ги кажеме и прикажеме нашите заложби, но за тоа потоа. Сега го отварам делот од денеска најпрв за дискусија се јави господин Ѓунер Исмел од Форум и како човек со најдолг стаж во цивилниот сектор, Ѓунер, никогаш не сум ти кажала, извини, ама моето прво излегување како средношколка беше на еден твој многу граѓански разговор кој го имаше со твојата поранешна супруга на тема што е пријателство и другарство. Така јас станав граѓански активист заради тебе. Повеле. Јас сум во прилично пријатна позиција да можам да говорам на оваа тема, бидејќи сум седел и од оваа страна на масата и од онаа страна на масата. Иначе, веднаш да ви кажам, политиката никогаш не се чувствува удобно во обкружување што се нарекува цивилен сектор. И тоа никогаш не го испуштајте од вид, за да бидете реалисти. За да не разговарате секогаш во онај модалитет ке. Ние денеска токму разговараме со тој модалитет ке. Разговараме за стратегија која ќе биде, можеби, реализирана, вклучително и овие сугестии што ги имаат представниците на цивилниот сектор, ќе биде реализирана под еден услов.
партнерот од другата страна или соговорникот од другата страна, ако биде искрен во тоа што сака да го прави. За жал, јас тука имам еден проблем, што се нарекува проблем на репутација. Ние од другата страна имаме влада, секоја чест господинов се разбира, е во име на владата, но најмалку на него мислам, кога ова го велам. Ние имаме наспроти нас, значи, политичка структура, која што, освен докажано, се чувствува неудобно кога станува збор за цивилното општество, туку имаме политичка структура која што, барем во две насоки, направи нешто за да ни го загорчи животот, кој што секако и не е лесен во крајна линија. Владата или оваа политичка структура најпрво искреира амбиент во кој што амбиент основното средство за комуникација со цивилниот сектор е сатанизација. И тоа да не го испуштаме од вид. Значи, ако случајно нивниот политички противник им беше недостатен за некакво аргументирање на нивните потези, веднаш следниот наред за сатанизирање е цивилниот сектор, односно бил, а и како што се гледа, ќе биде. Значи, во таков амбиент да зборуваме за стратегија, можеме да зборуваме за стратегија само во модалитет ќе. Потоа, за легалната рамка, одлично Цаца Николовска ви кажа. Таа легална рамка е направена од менталитет или од ментален склоп на политика која што секој свој проект го спроведува со надгласување, а не со диалог или со овие други методи познати, својствени, сугерирани дури на демократијата и кај нас. Сите овие закони, цела оваа законска рамка е направена и донесена со вообичаено надгласување во парламентот, со во најчест случај игнорирање и на елементарни забелешки на цивилниот сектор, може би некакви позитивни искази во врска со тие законски проекти сме ги слушнале, но јас тие во овој пат ќе ги игнорирам од проста причина што не мислам дека доаѓале од искрени побуди. Значи, ако имате политичка гарнитура која што се чувствува неудобно во најдобар случај, али во случајов имате политичка гарнитура која што апсолутно не сака да разговара со никого, ако имате политичка гарнитура која што ви креирала таков амбиент каков што е, нали? И ако имате политичка гарнитура која што ви креирала легална рамка, таква каква што е, како што ја слушнавме денеска, се разбира, се прашувате зошто е целиот овој разговор. Јас се разбира, корисноста на овој разговор ја гледам во нешто друго, се разбира, осем овие елементи да ја спознаеме целината, големата слика. Корисноста на ваквиот разговор ја гледам во тоа да видиме каде сме. Дали она што до сега ни било метод на дејствување, за кој што се разбира, можеме да зборуваме, да го критикуваме, да се самокритикуваме. Значи, дали оној метод кој што, или тие методи кои што досега сме ги применувале, се доволни за да граѓанскиот сектор биде сепак еден независен чинител во еден модел на демократија, а да не биде дел од некаков си, порано знаете, во Социјалистичкиот сојуз членки беа и Црвен крст и не знам што и сите овие други. Јунер време во онде поцрвене. Да, веднаш. Значи, ние не сакаме да бидеме фронт на патриотски сили, туку мораме да се ги преиспитаме методите, знаејќи кого го имаме наспроти себе. Благодарам. Благодарам. Следна за дискусија се пријави Ирена Иванова.
од делегацијата на Европската унија. Повели Ирена. Благодарам, Цаци. Значи, само да ве запознам дека практично го имам задоволството и се уште го имам да бидам таск менеджер на проектот под кој мојот тим лидер Даниел Шербан ги презентираше што до сега е сторено во рамките на изготвување на стратегијата. Ќе бидам многу кратка. На почетокот само сакав да кларифицирам нешто пред да дадам еден краток осврт на целата дискусија денешна, а тоа е дека во разговорите со нашите партнери во владата за следните чекори што ќе се случуваат, кои Даниел дел од нив ги презентира, сакам само да потенцирам дека имаме и договор од кога стратегијата ќе трне во меѓуминистерски консултации, дека ќе биде публикувана таа последна верзија на веб страната, вклучително и акциониот план и граѓанскиот сектор ќе имаат можност да го коментираат. Во рамките на тоа што е консултации и коментирање го зборувавме за одважноста, баш сакам да се осврнам на неколку хајлајти што претходните говорници ги кажа. Цаци рече будност и активизам. Даниел потенцира дека е жив документ. Тања рече дека е темелник. И исто и последниот презентер спомна да видиме каде сме ние. Сметам дека тука негде се е важноста на овој процес, особено затоа што благодарам прво на организаторите што го организира овој настан и што видовме една поинаква слика од она што беше со законот за фондации и здруженија пред 2 години, присуствува во парламентот, на дискусиите на потенцирањето на граѓанскиот сектор, колку некои содржини треба да се сменат. Денеска Цаца потенцира се уште тој недостаток во самиот тој закон, меѓутоа она што е денеска поинаку од претходниот пат е гласот е унифициран. Значи, за жал, тогаш кога беше законот, сугестиите за промените дојдоа од 2 групи, да речам, а денеска гледам унификација. И тоа е нешто што треба да продолжи понатам. На Цаци будност и активизам, комплетно се сложувам. Ние мораме секогаш да бидеме будни на процесите, кога зборувам ние, зборувам граѓанскиот сектор. Чинам не треба, без оглед што се беше потенцирано дека стратегијата е во принцип документ на владата, со самите широки консултации и учеството што беше возможено, 7 члена кои беа представници во оваа група, легитимитетот и на граѓанскиот сектор да се обидат не најдобро само што можат да придонесат за оваа стратегија, туку и навремено да придонесат. Јас само ќе потсетам нешто и мислам дека тоа треба да го земеме како наш хајлајт и да го подобриме. Имаше 5 консултации, 60 невладини учествуваа. Имаше онлайн консултации, само 4 во писмена форма беа испратени на владата за подобрување на стратегијата. Сметам дека овие последни месец дена треба да бидеме многу поактивни и многу побудни во ова и затоа многу го почитувам овој форум денеска, затоа што конкретно ќе бидеме и во писмена форма ќе се обратиме за она што сметаме дека треба да се подобри. Затоа, значи, сакам да кажам дека треба да си дозволиме и ние да бидеме проактивни и по-конкретни кога ги предлагаме промената на стратегиите и да бидеме навремени. Само да напоменам дека на Националниот совет за европска интеграција, и благодарам уште на Тања што навистина ја смени страницата, уште еден добра промена во нашиот представник на Националниот совет во европска интеграција, навремено не информира, не советува, ги бара информациите од граѓанскиот сектор и ги пласира. Да не заборавиме дека на 27 февруари беше побарано од нас за во рок од 10 дена ги донесеме овие препораки, тоа е утре и се надевам дека ќе го исполниме рокот. Благодарам. Се надеваме дека утре, во текот на оваа недела, ние секако ќе до утре сигурно ќе имаме прв драфт, иако колегите сите бидат во можност да искоментираат, иако дефинитивно се гледаат тие точки на препораки. Практично, она што и другите го спомнаа, тоа што беше тргнато да се врати назад
И ние имаме созема конкретни аргументи зошто сметаме дека е тоа полезно. А сега не предпоставуваме дека ќе обкружувањето ќе го има разбирањето неопходно за да ги прифати. Меѓутоа, ние сме трпеливи и работливи. Луѓе па ќе продолжиме и ќе бидеме креативни во пристапите, за тоа да нашите препораки, нашиот глас се чуе. Следна се јави Никица Косиникова од Конект. Колешката е членка исто на работната група, заедно со ЦИРА, со Организација на потрошувачи од Кочани, езерка, Струга и уште една организација од Тетово. Ние сме тие 7 души кои учествувавме во овој процес. Никица повели. Ти благодарам, Цаци. Јас и онака зборувам гласно, ама нели за интерес на сите и на преводот. И јас ќе се надоврзам на некои од дискусиите на колегите. Најмногу предпоставувам на Неда, затоа што мислам дека добро ги идентификува оние аспекти кои што беа променети во новата верзија. Значи јас ќе се задржам на тој момент, затоа што мислам дека некои од аспектите кои што беа изменети во новата верзија се клучни и мислам дека е важно во заклучоците да ја потенцираме нивната важност и зошто се тие важни за граѓанскиот сектор. Во доменот на финансирањето, најголемите измени нели се секаде избегнување на терминот транспарентност на процесот на доделување на државните средства и избегнување на креирање на било каков механизам или систем за доделување на овие средства. Без оглед дали се работи за државниот буџет или за средствата кои што доаѓаат од министерствата, воопшто да не изборуваме пак за оние од локалните самоуправи. Мислам дека за граѓанскиот сектор средствата од буџетот, значи финансирањето од државни средства ќе биде многу клучен, следејќи го искуството на граѓанските организации од регионот за одржливоста на секторот. Значи покрај европските фондови, особено за организациите кои што делуваат на локално ниво, овие средства, буџетските средства ќе бидат клучни. Ние, нели, повеќето што знаат за Конект, знаат дека ние работиме на иницијативата за измени на законот за донации и спонзорства. Среќа во стратегијата не е чепнато тоа и е на агендата на владата, значи ќе имаме во следниот месец предлог измени на законот за донации и спонзорства. Меѓутоа реалноста е таква од праксата на Конект што дури и да добиеме совршен закон, генерално економската база на предпријатијата во Македонија не овозможуваат доволно средства за да се обезбеди финансиска одржливост на целиот сектор во обем во кој што му е потребен на секторот. И второ, при користењето на тој закон ние на некој начин сме на пазарот, се надпреваруваме со јавните установи кои што се преферирани приматели на донациите од страна на граѓаните и на бизнис секторот, значи училиштата, градинките и слично. Значи генерално не може да очекуваме дека тоа ќе ни биде примарен извор на средства. Поради тоа, транспарентното доделување на средствата од државниот буџет се клучни за финансиската одржливост на невладините организации и мислам дека тоа треба да се потенцира. Имаме убави примери од регионот, бевме на студиска посета нели во Хрватска и во Словенија и во двете земји има различен механизам како се дистрибуираат тие средства, меѓутоа транспарентноста е еден од клучните принципи и на едниот и на другиот механизам и може да се искористи како пример. Другиот аспект на кој што сакам накусо да се осврнам е диалогот на владата со граѓанскиот сектор и тука се клучни улогата на одделението и креирањето на советот за развој на не знам точно како се вика, советот за развој на граѓанско општество. Мислам дека се важни. Кој улогата на одделението, она што е извадено во новиот текст е било какво, не само дали ќе биде на ниво на сектор или одделение, туку принципот на самостојност на
одделението. Она што имаме проблем и што сметам дека е важно за граѓанските организации, дека тоа одделение или сектор или како и да се вика и кај да биде, мора да има слобода да комуницира слободно со невладините организации, да организира настани, дебати со невладините организации. Ова што сега немаме представници на владата, нели, на генералниот секретаријат или на одделението, е само показател за она што е рефлектирано во новиот документ. Мислам дека треба да се инсистира на обезбедување на таков минимум самостојност во делувањето на одделението и секако Советот како еден долгорочен механизам за дискусија помеѓу владата, представници на различни министерства во рамки на владата и граѓанскиот сектор со представници на граѓанскиот сектор кои што секторот ќе ги избере, а не нели државните институции скроени по нечии видувања, нели, од страна на институциите, туку да бидат избрани представници од самиот граѓански сектор. Мислам дека мора да ја потенцираме важноста за да може да го запазиме оној принцип за кој што и Тања зборуваше, диалог помеѓу граѓанскиот сектор и владата. Благодарам. Ти благодарам, Никица. Јас ќе превземам улогата на Славеца, додека таа отсутна, меѓутоа немам ни еден пријавен за збор тука на формалните ливчиња. Дали има некој да се пријави вака сега јавно? Да видам да нема некој друг, па те да. Добро, повелете. Благодарам. На неколку пати се спомна неактивноста од страна на невладиниот сектор и во една таква ситуација и кога го читав, да кажам, и првиот драфт и вториот, односно измените, и покрај тоа што сметам дека не беше баш најфер 10 минути пред почнување да ни се достави некој друг документ кој што суштински менуваше состојби и нормално е дека читањето на првиот некако беше поприемливо во оној дел што значеше активно учество, ефикасно или предпоставена ефикасност за разлика од овој другиот. Неактивноста ми се постави како прашање, особено сега Ирена кога дискутираше, и мислам дека дел, односно резултат на таа неактивност е и она што досега невладиниот сектор го добивал како резултат на реакција. Во собрание беше кажано дека 99% скоро од амандманите дадени на законот за здруженија и фондации и дека тоа беше потенцирано како нешто напред. Јас многу би се сложила со тоа да е тоа навистина така во делот на она што значи кој ги дал тие амандмани. Амандманите си беа дадени од мнозинството и мнозинството си ги прифати амандманите. Она што беше поставено како проблем од страна на невладиниот сектор, а мислам дека баш тука го тресевме, да кажам, овој закон, мислам не само што не ги прифати амандманите, туку не ни одговорија на оние суштински прашања што беа за таквите организации и таквите фондации. Како сакаме да очекуваме некоја активност кога е донесен закон, а сега во стратегијата до 2017 е предвидено конституирање на комисија за организации со статус од јавен интерес. Кога ќе се формира таа комисија? Што досега? И што е оној бенефит што некој може да го очекува од тој статус, имајќи во предвид она рака, она капа што става извршната власт врз организациите од јавен интерес. Со образложението дека единствено некои дополнителни бенефиции во даночниот сектор тие организации би добили. Зборот ми е дека треба нешто да се направи, да се поттикне интересот во делот на она што значи реакција
и во делот на она што значи прифаќање на тоа што е како реакција. Никој не спомна третманот на одредени невладени организации како предавници. Никој не спомна навредите што се дадени на тие невладени организации и никаде ни во стратегијата нема, ако ништо друго, барем во таа анализа, дека таквиот пристап понатаму би требало да биде избегнат или да се оневозможи такво нешто. Ако ние имаме од страна на владата или од страна на луѓе блиски до владата, такво етикетирање, такво именување, не знам колку можеме да очекуваме и понатаму активност во оној дел, барем како пример кој што треба да се даде и од едната страна и од другата страна. Станува збор за многу млади луѓе, станува збор за луѓе кои што влегуваат со голем ентузијазм во овој невладен сектор. Јас сум можеби најстара меѓу сите вас овде и можам да направам таа разлика во она време што значал невладен сектор да се формира порано, што значи сега да се формира сектор, и морам да признам дека многу напред е отидено, меѓутоа сепак недоволно. Значи, мора да се прифати дека невладиниот, цивилниот сектор е нешто кое што постои и како такво да се прифати и да се респектира. Благодарам, ова е токму нели на линијата и на нашите заложби, верувам дека и заради тоа и го подвлекувате, а тоа е враќање во текстот практично на обезбедување на таа структура, враќањето на механизмите и тоа баш солидно, како дел од целата таа структура, за консултацијата со невладиниот сектор, тоа тело кое е предвидено координативно, кое меѓу другото се надевам ќе се врати во стратегијата и ќе си има некакви terms of reference, односно стандарди по кои ќе работи, и со нашите континуирани заложби ќе успееме нашиот глас да не биде игнориран. Туку да нашето мислење аргументирано и стручно во овие процеси биде прифатено и се намалат максимално можно моментите кога гласот на граѓанското општество е игнориран. Сакам само да додадам дека некои од нас од работната група инсистира во текот на процесот на подготвувањето на текстот да во делот на анализата на контекстот биде споменат и тој момент дека одреден дел од граѓанското општество и неговата улога е, како да речем, минимализирана и има етикетирање и слично, меѓутоа сепак се работи за документ на владата, тие стојат за тоа што ќе биде финална верзија. Наше е постојано да подсетуваме и да наоѓаме начини да креираме со оваа стратегија за промените за кои се застапуваме. Всушност сметаме дека на еден институционален, така како што треба, институционален начин, со институционална промена и со структура која е функционална и е во обезбедување на можностите за диалог со цивилниот сектор, дека ќе направиме квалитетна промена. Всушност и овој денешниот разговор е со таа функција да го продолжиме диалогот на оваа тема, да се запознаваме во тие процеси и да ги подобруваме решенијата кои се нудат. Не знам дали некој има желба, повели Тања.
Само да дадем за информација тоа што го напомене Ирина, дека нели председателка на Националниот совет во јавна расправа извези дека ќе има извештај. Веќе имаме стенограм, тоа е 37 страници долг, би требало да е на страна на собранието. Било како, ако некој заинтересиран, нека ми каже, па ќе го препратам, посебно тие можеби што не беа. На јавната расправа подготовка е извештај и мене ќе ми го пратат кога ќе е подготвен, авторизиран од страна председателка, што сакам да кажам дека председателка ни даде 10 дена, меѓутоа еве вчера ми кажа дека се спрема извештај, така да веројатно ќе имаме уште неколку дена, меѓутоа сите индивидуално коментари, заеднички коментари, добро е да бидат пратени до службата на нас или до мене, па јас ќе ги препратам, со цел да обезбедиме да тие бидат попратени со извештај на Националниот совет, што ќе патува до Генералниот секретаријат и до другите надлежните институции, како еден дополнителен начин институциите, сите и ресорните министерства тоа да ги разгледат извештај од јавната расправа и со тоа и нашите конкретни заложби. А сега би сакала да прашам во каква форма е сега идејата, бидејќи вие сте организатор на овој форум, да се продолжи, да се направи предлог, препораки, тие да бидат подпишани од страна на индивидуалните организации, каква е временска рамка, дали вие тие чекори веќе ги имате замислено? Да, со тоа што најавив дека ќе треба брзо да се делува. Председателката на Националниот совет го имаме тоа предвид, но реков и не само заради тоа, туку заради просто ова е се многу битен елемент од нашето постоење и делување, дека ние треба да и заради нас да реагираме. Идејата е да се драфтуваат, да се направи предлог не повеќе од 2 до 3 страници, строго наменски, значи малтене на алинеја што да се врати и зошто да се врати, и тоа да го истиркулираме со присутните кои се овде, да обезбедиме подписи и писмено и лично, да ако имаме прилика да ги представиме. Председателката на Националниот совет за евроинтеграција Шекеринска во парламентот рече прво 10 дена и после тоа рече до 2 недели. Значи јас верувам дека до утре попладне ќе го имаме првиот драфт солиден, бидејќи не измислуваме нови работи, многу од нив само копи-пейст, треба да им додадеме аргументација која мислиме дека е валидна. Значи сите ќе бидеме дел од овој процес, кој сака да го стави подписот ќе биде добре дојден. Верувам дека за најмногу до 2 дена, максимум до крајот на работната недела, дека ќе имаме документ кој ќе може да биде упатен на адресите кои веќе неколку пати ги спомнавме. Се разбира, сите ќе бидете вклучени и сте добре дојдени да коментирате, а на некој од вас ќе биде дадена конкретна задача. Ќе ве погледнам и ќе знаете кои сте. Благодарам. Јас бескрено многу му се извинувам на мојот драг колега Суад Мисини. Тој беше најавен трет по Ливчињава. Меѓутоа, јас некако го преведов и Суад повели, од мене имаш 2 пати по времето. 10 минути вкупно. Не, воред, нема потреба. Ова што судија Цаца го спомна, мислам дека носечки дел од она што го зборува во собрание, а и денеска особено, мислам дека се однесува на тој дел и мислам дека, односно убеден сум дека господинот Шербан точно разбра за што зборувам кога спомнав дека во стратегијата ми недостасува делот кај што кој што го подразбираме под, значи, прифаќање од страна на политичките партии, не само на вордигон, туку и на духот на она што е основна оваа стратегија, значи соработка, партнерство и така натаму и така натаму. Ама во правото има еден, да го наречем, принцип на еднакви средства во постапката
И еве како дополнение на оно што го зборував преска, мислам дека на тоа треба да се размислува и при до дизајнирањето на оваа стратегија, имајќи во предвид дека владата или власта се едно е оној силниот во ова партнерство, некој вика на силниот, добро. Мислам дека тука силниот би требало да му овозможи на послабиот, да му го овозможи принципот на еднакви средства, за да кога ние зборуваме за соработка, стварно мислиме на соработка и партнерство и така натаму. Меѓу другото, заради добро познатите и што имплицитни, што експлицитни напори на политичките партии да се заштитат себе си во однос на одредени констелации и така натаму. Неколку пати го спомнувавме моментот дека политичките партии не се субјект во смисла на законот за спречување перење пари и финансирање тероризам, што мислам дека се нарушува. Ако веќе здруженијата се субјекти во тој закон, тогаш би било убаво заради принципот на еднаквост на средствата и партиите да бидат таму. И разни некои други примери. Има еден друг за кој што веројатно Никица би била најповикана да каже, меѓутоа од пред известно време во формуларите на Управата за јавни приходи кои што ги користат предпријатијата кога донираат, значи особено според закон за донација и спонзорства, значи повеќе ја нема претходно постоечката обврска да се наведе намената на средствата што се донираат. Мислам дека тоа е многу еден интересен детаљ за размислување, значи зошто е тоа така направено. Но, значи, суштината на ова што го зборувам, принцип на еднакви средства, треба да го обмислите, еве сега и конкретно му се обраќам на господинот Шерман, заради заштита на организациите кои што поради својата работа трпат притисоци и така натаму. Некој ќе рече дека тоа е нормално, дека секоја влада во секоја држава го прави истото, меѓутоа, значи особено организациите кои што се занимаваат со човекови права и организациите кои што се занимаваат со антикорупција се на удар и, извинете, јас би очекувал да во стратегијата биде дефинирано, внесено, не знам, спомнато, дека владата или власта ќе прави вонредни напори, дека принципот на еднакви средства ќе се почитува и дека приказните со сатанизација и така натаму ќе престанат. И втора работа, што е повеќе прашање, и пак со должно извинување дека можеби нешто не сум разбрал од приказната. Едно од постигнувањата беше дека оделението при Генерален секретаријат воспостави мрежа на како се тоа, кореспондентни точки, значи на луѓе во различните министерства кои што се наименувани за соработка и така натаму комуникација со невладиниот сектор. Значи јас сакам да прашам дали комуникацијата со тие луѓе во министерствата и така натаму ќе мора да се врши преку оделението во Генералниот секретаријат или на невладините организации ќе им биде овозможено да комуницираат директно со луѓето кои што се наименувани за комуникација со невладините организации. Јас разбирам дека централизирањето на таа комуникација низ оделението во Генералниот секретаријат на нив многу ќе им олесни од аспект на пратење, не знам, увид и така натаму, меѓутоа тоа пак од друга страна представува, ако ништо друго, една дополнителна административна, да не речам бирократска бариера во функционирањето на организациите, ако ништо друго во трошење време заради посредници во таа комуникација. Значи ова повеќе како прашање. Благодарам. Благодарам. Значи, ова последното во однос на комуникацијата, тука исто имаше интервенции во стратегијата за кои ние реагираме. Мислам дека овие кои сме членови во работната група, нека ги поддржуваме напорите тоа одделение да добие во моќ.
во смисла и во позиција и да биде дел од таа структура и на консултации пред донесувањето одлуки, тоа е на некој начин и за мене бар признавање, препознавање на необходноста да се има солидна комуникација и на потребата и на вредноста на инпутот на граѓанското општество во работите. Има промени во стратегијата и на тој план, што прилично се омекнати работите, она што го препознаваме или како што го читам јас, мислам дека се уште нема спремност тој дел од работата на владата и на системот да се отвори до толку да има и директни и постојани и да се прифатат препораките кои доаѓаат од граѓанското општество. Инаку една од забелешките во дискусиите за твоја информација беше и тоа, ама мислам дека ти го слушна, дека премногу има комуникација, отвореност по разни други пенџерчиња. И каде што течат пари, каде што течат консултации кои не се дел од големата слика, каде што транспарентноста не е на високо ниво. И може би нашето застапување тука и препорака може да биде во однос на одржување на високото ниво на транспарентност и при консултациите, и при донесувањето на одлуките, и при распределбата на средствата. Не знам дали Даниел се почувствува прашан. Даниел, do you have anything to say on the... What is the question? Суат, дали го поставуваш прашањето кон него, го постави прашањето? Не, окей. Добро. Добро. Сега, бидејќи се обидувавме да со ливчињава да се служиме, а вие сте ми далеку, јас не гледам добро, мислам дека Роберто сакаше да коментира, па Никица после Роберто можеш да му одговориш на Суат. Повели, Роберто. Значи, јас сакам само едно скорешно искуство да споделам за тоа како владата го замислува, како е замислува соработката со невладиниот сектор во одредена област во која што работам, медиумите. Значи, знаете дека е во тек почетна фаза на изработка за закон за медиуми и имаше експертска мисија на Европската унија во Скопје, ТАЕКС, и оно што Министерството за транспорт и врски го направи, и ја кажувам приказнава затоа што имам поента на крајот, тоа да ги собери невладините организации медиумски на состанок во Советот за радиодифузија. Единственото нешто што ги интересираше владините представници е тој сектор да им ја потврди нивната одлука да пристапат на измена на законската регулатива. Значи, сите забелешки што беа изречени таму, од сите организации беа отфрлени вака анблок. Единственото нешто на кое што представничката на Министерството инсистираше е дали ние денес може од оваа сала да излеземе со следнички заклучок дека треба да се пристапи на измена на законската регулатива. На одговорот не, затоа што не сме се договорили за такво нешто, таа збесна. И предпоставувам дека во извештајот кој што го пратила до министерот, извештајот до кој што го пратила до европските партнери стои дека секторот се согласил со тоа. Значи, она што и од дискусијата денеска што ја следам, што го гледам е дека ние имаме работа со една структура која го прецепира секторот само како демократски орнамент, дека консултацијата е фингерај и не е воопшто битна, дека колку повеќе се институционализираат методите на соработка
со власта, толку влијанието врз политиките на секторот стануваат се помали и помали, за жал. Затоа што 10 години ја работам ова работа и знам кога секторот имал влијание и кога немал. Сега во моментов нема баш никакво влијание. Без оглед со голема прогласување на големите успеси во диалозите што ги има со владата, фактот е дека она што навистина се случува е тотално нереспектирање на било што доаѓа од граѓанското општество. Значи, тоа е само уште едно Потемкиново село за надворешна употреба. Од тој аспект не ме изненадуваат измените во стратегијата. Не ме изненадуваат и заради тоа што ако видите зашто денес дискутиравме, ќе ви стане јасна перцепцијата на бюрократската структура во државата, која што па во оваа политичка власт најде не знам, таква љубов се создаде од аспект на мислењето кој што заеднички го има за невладиниот сектор, што до сега е невозможна работа, нели? Спомнуваме дека сме предмет на закон за спечување на пари, на перење на пари, предмет на закон на лустрација. Тие ве третираат како дел од јавната сфера која што треба да се подржави. Значи да се етатизира и да се смести во некаков бюрократски систем во кој што вие ќе може да се справите. Така и ова што судот го кажуваше со тие конкретните лица во министерствата кои што треба да соработуваат. Тоа не сум сигурен дека ќе профункционира. Единствено ја гледам стратегијата како битна заради работите што ја кажуваше Лидија, односно заради подолгорочната европска агенда, за ништо друго. Мислам дека инаку целата расправа станува непријатна и залудна. Ние не можеме да седнеме и да разговараме со нив. Ни ден себе на документ кој што го изготвиле, каде се? И тоа се повторува, и 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 ќе продолжи да се повторува. И факт е дека имаме проблем со тоа како сме третирани. На нас останува што и како ќе прифатиме да видиме на каков начин да бидеме третирани во јавност. Извинете, не може стратегијата да компензира недостигот на визија за отвореност во едно општество што една политичка структура го нема. А и таа што го нема, туку бюрократската структура со која што работи како државен апарат го обожава тоа што таа го нема како визија. Сега мене ми е прашањето како да го смениме ние тоа. Ја одговор не можем да видам. Мониторон црвено свети ти заврши. Фала ти, Роберто. Имено еден од овие, ова е еден од начините кога, фала Богу, ние уште не сме се откажале. Некои од нас повеќе, некои од нас помалку. Важно е дека не се откажуваме од можноста да препорачаме решенија кои ќе овозможат диалог. И со надеж, нели, дека неаргументираните сатанизирања, неаргументираните критики, оневозможување на работа ќе се намалат. На прашањето твое каде е сега денес владата во конципирањето на програмата, јас имав широки консултации и денеска се одлучивме, првата намера ми беше да ги поканам, меѓутоа имавме многу кратко време. Они имаат процедури внатре, административни, што треба да ги поминат, за да можат да одат и присуствуваат на некој настан. Едната од причините за да не ги поканиме, техничка е таа. А вистинската причина, мислам, дека е да си бидеме наша фамилија, civil society, граѓанско општество, и да разговараме. Во нивно име денеска е колегата Шербан од тимот за поддршка на овој процес и мислам дека тоа доволно. Мислам дека ќе имаме прилики. Ве кажа,
и Ирена и Данил пред тоа, дека ќе има уште неколку консултации каде што тие ќе бидат обврзани да се појават. А денеска ова беше овид граѓанското општество, дел од она што е будно и заинтригирано, да уште еднашка потенцира колку се важни тие некои решенија кои беа исфрлени и треба да се вратат. Јас имам овдека уште една пријава за дискусија. Колегата Јован Дамјановски од невладината организација Природба Кичево. Повелете, имате 5 минути максимум. Добар ден на сите. Во прилог на дискусиите на господа кои изнесоа, сите знаете дека документот стратегија е нешто што е на највисоко рамниште во една држава и тука треба да ги опфати сите оние правила на игра кои треба да се спроведат за правилно функционирање, односно да знаеме која е местото, улогата и функцијата на граѓанските организации. Што ние сакаме од граѓанските организации? Тука господинот Даниел и господјата Лидија дадоа некои битни параметри кај треба да се движи, имајќи во предвид дека ние како земја која имаме индици да влеземе во Европската Унија, кои се тие правила на игри? Која е стандардизацијата? Значи, овдека е битно да биде она што е најзначајното да се регулира во стратегијата, а од таа стратегија да произлезат оперативни елементи како таа да се спроведе. Што сакам да кажам? Значи, стандардизацијата да видиме што сакаме, како треба да изгледаат, да повлечеме искуства од земјите кои се веќе членки или кои аплицираат да бидат членки во Европската Унија. Понатаму, институционализацијата на овие органи, како што е Генералниот секретаријат, односно оделението за соработка со невладиниот, со граѓанскиот сектор, што треба да направи? Тука во таа стратегија треба точно да се дадат елементи кои органи, како треба да функционираат, кога треба да се оформат и како треба да бидат во која корелација со граѓанскиот сектор, кои му се задачи и со рокови конкретни. Понатаму, кои се тие законски правни рамки кои ќе овозможат непречено функционирање на граѓанскиот сектор. Овдека гледам, јас се проучува стратегијата, ја читав, многу закони се нафрлени, меѓутоа некако дисхармонија има некоја. Да видиме, дајте, стратегијата дава основни елементи, али кои се тие што ќе му овозможат на граѓанскиот сектор да функционира нормално, не да има сопки. Понатаму, во врска со финансирањето, значи, тука спомнати се законот за лобирање, законот за донации, законот за фондови и друго. Значи, кои се тие начините на финансирањето? Што треба да се направи? Како да се возможи да тие се постанат финансиски издржливи за да функционираат? Да не бидат фантом организации кои еден член и не е во можност да исполни нешто. Исто, ако сакаме да аплицираме за некои грантови, посовремените грантови бараат учество на таквите организации. Ние знаеме какви се финансите. Не е лошо на одмет, нешто слушнав сега, така бизнес секторот функционира и има еден предлог да се формира еден фонд, кој фонд ќе гарантира, ќе стои за тие граѓански организации или невладини организации, ако сакат да аплицираат за некој грант. Значи, за да имаат финансиска потршка портфолио. Значи, за да може да аплицираат, ако ние имаме можност, имаме иницијатива да конкурираме за некој грант, немаме финансии. Значи, да стои владата, значи органите да речат, тоа е таа средство, кога ние стоиме зад вас, реализирајте го тој проект или земете тој грант. Понатаму, стандардизација во однос на финансирањето и во смисла на дел на не само владата, не само странските донации. Тука
некако е запоставен или недоволно информиран бизнис секторот. Значи, стопанските субјекти, да ги анимираме преку одредена кампања и тие да учествуваат, затоа што тоа е фидбек и најдобар маркетинг на некоја бизнис организација, сектора кој се уклучи некоја граѓанска иницијатива, некоја организација да рекламира, затоа што и тоа е позитивно. Друго, некоја стандардизација на тие граѓански организации во структурата, колку треба минимум да има вработени луѓе, колку да има лица кои ќе бидат волонтери. Зошто? Ако сакаме ние да ја анимираме младината да влезе во тој сектор, значи да кажеме дека во таа една граѓанска организација или невладина организација еден волонтер, млад човек ќе волонтира 2-3 години, после тоа ќе биде во некој проект каде што ќе зема некои средства и дойде кој вработување. Извинете, колега, ќе мора да привршите црвен екран. Сакам само уште ова да завршам со една вака малку посложена реченица. Просто ќе го споредам со една фудбалска екипа. Значи, имаме правила на игра фудбалот, имаме тренерот и имаме екипата, дајте им на граѓанските организации дресови, копачки и добро да е тактика за да ја освојат, да го освојат надпреварот. Благодарам. Благодарам. Дел од вашите наводи се на линија на ова што се промените. Всушност, ние исто се залагаме и за формирање на фонд, односно возможување средства и за институционален развој на организациите и за средства кои ќе овозможат на невладиниот сектор да може да користи и учествува во европски фондови, па сега дали преку фудбал, дали поинаку ќе видиме, али метафората е таа да се игра, односно да се биде присутен и да конструктивно се придонесува во општеството. Уште едно извинување, Никица, те забораев тебе, повели одговори му на Суат, а после тебе е нашиот колега од Струга, Димитри, прво Никица, па Диме. Да, само за механизмот за координација помеѓу оделението и ресорните министерства, значи не значи дека мора при комуникацијата со министерствата прво да се оди преку оделението. Значи, невладините организации можат слободно да соработуваат и да контактираат други лица во ресорните министерства. Тие што се лица во министерствата назначени за соработка со невладини организации се на некој начин entry point за оние невладини кои што немаат претходно воспоставена соработка со таа институција и тука оделението може да им помогне, значи преку оделението и преку тоа лице назначено во министерството да им помогне да ја добијат потребната информација или да остварат соработка со ресорното министерство. Она што имаат обврска тие назначени лица во ресорните министерства е да поднесуваат извештаи до оделението за сите форми на соработка што во текот на годината ги имаат со невладините организации, за тоа потоа се подготвува годишен извештај кој што се доставува на влада. Значи не се работи за централизирање на комуникацијата на граѓанските организации со останатите државни институции. Мислам дека забелешката на Суат и многу од дискутантите денеска подблекоа дека има голема можност, голем простор, можност не знам дали има, се уште ќе се докаже, голем простор за унапредување и на механизмите и на практиките. Наше е да инсистираме и да укажуваме и да наоѓаме креативни начини како тие наши очекувања и верувања дека тој диалог е можен и тој придонес е можен и важен, да го реализираме. Димитрije Главовски од Струга. Повели. Благодарам. Јас ми направив една споредба со една друга стратегија која што доаѓа од минатото и повеќе е локална. Случајно разгледувајќи во тие постари документи во времето кога не бев ни роден, беше донесена стратегија за развој на спортот во Струга. Таа стратегија датира од 73 година
И значи во таа стратегија, во одреден член од стратегијата се споменува дека треба да се обрне по особено внимание на ракометот, пливањето, веслањето и деличарство. Значи таа стратегија се донесува, ама после тоа јасно следува имплементација, односно се формира фондот за спорт и исто така се добиваат средства и човечки ресурси кои што раководат со тој фонд и во тие периоди се изградува значи сите тие структури за развој на тие спортови. Зошто го споменувам? Го споменувам затоа што овие деца кои што, мислам, денешниве ракометари кои што издвојат така голема победа на првенството се деца на таа стратегија. Значи да не беше таа стратегија, да не беше тој фонд и тој тим кој што ја спроведе, нема да имаше можност да прва генерација се создаде и потнатаму и следната втора генерација на спортисти кои што ќе достигнат ова ниво на успех, на развој на спортот, конкретно значи за ракометот, бидејќи поголем дел од ракометниот тим се од Струга. Сега зошто го споменувам? Паралела правам со она што сега најверојатно владата го вели за ова стратегија со последниве измени, значи од 15-27 февруари, но јас тука би спомнал и она верзија која што циркулираше во јануари 2012 кога се презентираше и тука има некои измени. Значи се шо вели најверојатно владата, пошто не гледам друго тело, што му вели на оној кој што ја спроведува целава постапка. Вели стоп, вие нема во фаза на имплементација, пак назад. Сега сте повторно во анализа. Значи нема практичност, туку ве задржаме, ве држиме повторно on hold. Нели она што го спомна и Емина и Неда, вели дека сега има модификација, нема формирање на тело, туку повторно анализа на формирање. Значи пак сме сега назад на првата точка на повторни анализи. Така не можеме, кој што рече Роберто, да постигнеме некоја долгорочна цел и да видиме некаков долгорочен успех од оваа стратегија. Благодарам. Благодарам, да, целиот овој напор всушност е предизвика, целиот овој напор всушност и одговор точно на тој тип на измени кои ги следат овие процеси, но уште еднаш кога спомнеме дека ова е процес кој ќе веруваме има можност за инпут се уште и ова е еден од начините да се придонесе за тоа. Дали има други повеле Аливчињава? Од Кратово. Благодарам. Боријан Шомицевски, значи од регионален центар за одржлив развој Кратово. Она што е мојата сугестија, која што нешто не успев да го забележам значи во самата стратегија, тоа е прашањето за ослободување на политичкото влијание од средствата кои што се доделуваат за невладиниот сектор. Најверојатно некои се прашуваат зошто. Да не ги набројуваме сите министерства преку кои што се одлеваат определени средства од фондовите кои што се наменети за невладиниот сектор, значи таму не постои воопшто никаква транспарентност ниту во поднос на самиот повик, ниту поднос на распределбата на тие средства, а од друга страна, ако може да се нарече транспарентност, објавувањето на повикот кој што е за невладини организации, кој што еднаш годишно се објавува, и се сведува само на објавување на тој повик, мене навистина многу ми пречи. Од кои причини? Од причини што ние на тие повици сме повикани да аплицираме со проектни идеи, а од друга страна, на крај кога ќе го видите списокот, ќе видите дека добиле 50 организации по 352.000 денари. Па мене ми е пред се невозможно и сватливо да аплицираме со проектни идеи и сите тие проектни идеи да бидат поддржани со иста сума на средства.
Никој од нас не аплицирал за толку средства, а од друга страна, ако го земе во предвид теркот и начинот на распределбата на тие средства, во комисијата учествуваат 5 министри, кои што министри не верувам дека имаат време да ги погледаат и насловите на сите апликации, камо да ги разгледаат тие апликации, да видат која од тие апликации има издржана идеја, има издржани цели, има издржани активности. И искрено јас аплицирав 3-4 години и се откажав минатата година и оваа година, бидејќи во текст самиот повик, не сакам да аплицирам затоа што гледам дека таму се делат средства по определен терк и со определено политичко влијание. Значи во стратегијата, тоа е еден од моите предлози, треба ние како невладен сектор да се потрудиме да оформиме тело кое што тело ќе биде составено од представници на невладиниот сектор и тело кое што ќе одлучува за начинот на распределба на овие средства. Доста ни е веќе од одлучување на министри, кои што ако ги земеме дека се тројца или четворица од Западна Македонија и еден од Источна, и ќе го погледате списокот, на тој список од 60 доделени грантови на годишно ниво, 55 се од Западна Македонија, тројца се од Скопје и еден или двајца од Источна Македонија. И повеќе од јасно ни е кој добива и како добива. Тоа е политичкото влијание и разбирливо дека владата преку своите министри сака да возможи политичко влијание и контрола на тие средства што се делува, затоа што сепак финансите се еден вид на средство за да го држите некого под влијание, едноставно со доделувањето на тие средства се врши манипулација. И една друга работа, мислам дека стратегијата како стратегија треба да биде обврзувачки акт, не само за министерството, туку и за локалните самоуправи. Во голем број на ревизорски извештаи кои што беа направени во единиците на локална самоуправа, ревизорите согледаа недостаток и дадоа сугестии. Средствата кои што ги доделуваат единиците на локална самоуправа мора да бидат врз основа на објавен повик. За жал, во можеби 70 општини од вкупно 80 и неколку што се во Република Македонија, се уште средствата се делат под рака, нетранспарентно, без објавен повик и не за оние цели за кои што навистина се наменети. Благодарам. Повторно ова е една од препораките кои всушност е на линија на нашите забелешки, односно нели ги лоциравме можните точки за подобрување на оваа стратегија, тоа е унапредување на целиот процес. Како учесници во досегашниот процес на подготовка на стратегијата, ние сите дадовме максимум да видиме како може да се помрднеме од таа точка во која сме сега и веруваме дека овие решенија за кои се залагаме ќе го унапредат тој процес. И предпоставуваме дека ќе имаме корист сите и при тоа мислам дека не треба да заборавиме дека не се работи за заедничка стратегија, туку ова е сепак документ на оваа конкретна влада. Тие на крајот на криштата ќе си ја сносат и својата одговорност и значките, успесите за ова и за финалниот документ, а ние бидејќи сме поканети да учествуваме во тој процес, се уште веруваме дека ова е диалог. Ми се чини многу важно ова што го спомна за обврзувачкиот карактер на документот. Наведено е во стратегијата и фала Богу тоа не е чепнато, дека ова обврзувачки документ за владата и дека има надеж дека неговото действие практично ќе биде превземено, значењето и разбирањето на овој документ ќе биде превземено од локалните власти. Јас комплетно се согласувам со тебе дека во писмото обраќањето што ќе ги имаме, дека ќе треба да подвлечеме важноста на овој документ и да се изнајде можност. Може би тоа сосема поинаков пристап, може би треба дефинитивно да седнеме како civil society, како граѓанско општество, да разговараме со ЗЕЛС и со локалните самоуправи, да видиме што на тој начин може да се направи, а оваа стратегија нека служи како една референтна точка, онаа со која ние сме задоволни, не оваа конкретна. Добро, благодарам. Дали има Суат повели? Никица, тебе ти чекај, само да ти дадов збор, да.
Јас не планирав да се јавам за збор веќе, ама ме испровоцира со последново што го кажа. Ако стратегијата која што ќе се усвои не е заедничка собственост на владата и на невладиниот сектор, мене лично не ми треба. Значи, ве молам, не ми ја давајте, не ми треба. Факт е дека тоа е документ што го носи влада, ама таа го носи пошто само они носат. Не можеме ние ништо да носиме. Ама ако не е, значи, инклузивниот процес не вроди со плод, односно некаква наша, па макар и релативна сатисфакција од тоа што го пишува таму, мислам, знаете, оној израз како беше, те молам, немој да ме браниш. Ова да не излезе пак на крај, ве молам, не соработувате толку многу со нас. Значи, ако не има common ownership, мене не ми треба таа стратегија. Јасно за крај, а? Поведете. И дадете си пример, уште трае сесијата. Енес Ибрахим од невладина организација УФУК. Потполно се согласувам со господинот Мисини. Сакам само да дадам еден мал пример. 2011 се славеше 10 годишниот рамковниот договор. Исто така генерален секретарија за спроведување на рамковниот договор објави оглас каде што аплицира доволно невладини организации за проекти. Исто така и ние дадовме еден проект каде што сакавме да реализираме во проектот каде се турците во спроведувањето во рамковниот договор во овие 10 години. За жал не одбија со тој проект една друга невладина организација која се партнери со владеачките партии, кој зема проектот и за време на изборната кампања проектот се реализираше. Значи, овие проекти, доколку се зимат од страна на владата или од некои министерства, треба да се внимава кога ќе се реализираат тие проекти. За време на изборна кампања, мислам дека не е добро да се реализираат тие проекти. Ви благодарам. Зема конкретна препорака за тоа кога да се објавуваат конкурсите. Во ред, благодарам. Колешки и колеги, гледам нема интерес понатаму, има Невенка, повели. Јас сум Невенка Лунгурова-Герова, Фондација за развој на локалната заедница од Штип. Се мислев дали да се јавам за збор затоа што генерално морам да кажам дека се согласувам прилично со сето оно што претходно беше кажано на оваа дискусија. И во контекст на ова што последно беше кажано за волјата за спроведување. Значи, никој од нас предпоставам дека не сака да види дека хартија трпи се и дека може да пишеме се, а потоа од сето тоа ништо. Може би е подобро релативно помалку, ја не сум у принцип за помалку, секој сум у принцип да бараме повише за да добиеме нешто на средина, за да може истото тоа да се реализира. И претходно беше кажано, значи и законот за здружени и фондации, значи има таму можеби некои не толку работи, не толку добри работи, меѓутоа има и добри работи. Проблемот е што немаме ние практична имплементација. Според мене, затоа што доаѓам од организација од внатрешноста, можам да кажам дека може би еден од поголемите проблеми, не само за организациите што не се од Скопје, туку воопшто за сите, е да се регулира конечно тој начин на финансирање. Првата верзија, значи, уште пред да бидат јавните расправи за оваа стратегија, кога ја погледнав, кога видов колку има ставено во однос на тоа прашање, лично бев многу изненадена и на некој начин ми даде надеж као добро, конечно нешто ќе почне да се чепка и овде. Кога видов временската рамка, мислам дека беше ставено дека ќе биде од 2012-13, значи релативно брзо дека ќе се започне со реализација, меѓутоа после овие некои промени, сето тоа ми прави еден вид на сомнеш дека повторно можеби на некој начин ќе извисиме.
Никица спомене, значи имаме измени во законот за спонзорства и донации, во тексе ќе видиме колку што ќе се дозволи да се измени, меѓутоа ние сме на некој начин во трка, односно во конкуренција со институциите. Нема да зборувам со примери дени со што се соочуваме, затоа што знаеме, може би владата ни е најголем конкурент на некој начин. Имаме кампањи, не знам, насмевни се, отвори го срцето и така натаму. А ние невладините, што се вели, ќе се начиме и ќе кубуриме со нешто и ќе се бореме за некои други работи. Значи, од аспект на финансирањето, мислам дека може би е најклучната работа, што мора да се започне и да се направи нешто во однос на тоа прашање, посебно во однос на тоа кој не... Јас не сум против конкуренција, да, во ред е да има здрава конкуренција, но ова мислам дека е нелојална конкуренција. И сите законски решенија, посебно од овој домен, кои што се однесуваат на даночни олеснувања, не знам, било што и за користењето за спонзорства или донации, секој штука е повторно државата, повторно управата за јавни приходи. Значи, еве ние како организација од Штип работиме филантропија, се трудиме да го промовираме законот. Кога бараме донации, секогаш нагласуваме за можноста што ја дава законот да искористат за тие даночни олеснувања, меѓутоа ни една фирма не ни помислува да ги користи тие бенефиции, затоа што знаат дека следниот ден ќе бидат предмет на некоја инспекција, да. Да. Значи, не знам, и проблеми има многу, меѓутоа за да имаме воопшто сектор, ќе мора ние да ставиме некоја рамка и да дадеме некој простор каде ќе се движат невладините, од што на некој начин ќе живеат, за да може да си ја вршат својата функција и да делуваат. Благодарам. Што разбирам, значи ова исто се додава на досегашните препораки, да решенијата кои беа предвидени во однос на механизмите и во однос на финанси кои би биле и за институционален развој и за проектни активности. Тука беа забелешките и на другите колеги, тој дел да се врати во стратегијата, односно да биде следниот период бележен со можност да се има пристап до такви средства, пристап кој ќе биде ослободен од политичките влијанија. Дали има други или можам со задоволство да ја привршувам нашава работна сесија денес? Сакате? Појајте. Само накратко сакам да кажам, да се надоврзам на дискусијата на претходниот дискутант во врска со еднакви можности за финансиска издржливост. Значи, од стратегијата се гледаше дека има 5 организации кои имаат над 100.000 буџет и негде околу 11 кои имаат од 50 до 100.000. Значи, што е со помалите граѓански организации? Значи, да видиме како тие да се оспособат со тие законски регулативи да можат, дали преку јавно-приватно партнерство, дали преку социјално предприемништво или донации, било како да обезбедат некој извор. Значи, да не бидеме ние на терет на државата, на владата, некој финансирање, него некои посигурни средства за функционирање, за финансирање, односно на простата изрека да не бидеме ние ностоп на храна кај владата, кај органите, него да го обучиме човекот сам да си лови риба. Значи, да биде самостолен, да може да функционира и да извршува она функција за која и постои како граѓански сектор. Благодарам. Благодарам. Ви благодарам за навистина интересниот ден денес, исклучителна работна атмосфера, мене ми се виде. Ќе останеме во работен мод со тоа што ќе добиете од нас предлог за препораки врз основа на заклучоците и препораките кои беа пренесени денес овде и понатаму ќе ве известуваме доколку сакате за тоа како ќе тече процесот.
Ве подсетувам уште еднашка дека ќе има уште неколку консултации, како што најавија и Ирена и Даниел, и да бидеме во контакт, будни и да го дадеме својот придонес максимум колку што е може. Уште еднашка ви благодарам. Уживајте во остатокот на денот.